Нашата битка ја продолжуваме. Тетово и тетовчани заслужуваат да го обоиме малку градот повеќе македонски, да едноставно ја воскреснеме надежта кај тетовчани дека има и политичка партија и луѓе интелектуалци кои што стојат зад перспективите на градот, за перспективите на нашите македонци кои што живеат тука. Ја очекуваме довербата на сите граѓани на општина Тетово, ја очекуваме довербата на нашите македонци, да конечно во Советот на општина Тетово имаме наши представници кои што ќе бидат тасот на вагата и кои што нема повеќе да дозволат да не се вее македонското знаме во Тетово, да се ништат спомениците на македонците борци кои што ја донеле оваа слобода денес. Значи ќе имате екипа на чело со Снежана Жана Стојановска, која е носител на листата за Совет на општина Тетово, во име на Интегра Македонска конзервативна партија. Ако ние, и се надевам секако, кој ќе влеземе во Советот на општина Тетово, прво и основно, ќе се бориме за се она што луѓето го бараат од нас. Имаме неколку програмски определби, а една од тие имаме порака од родителите на сите дечиња кои имаат своји недостатоци. Не да бидат заштитени децата, него да бидат заштитени родителите. Ние тоа ќе го направиме. Родителите се со големи и високи образованија, седат дома и ги чуваат дечињата. Но ќе се потрудиме за овие 4 години да се направат такви институции каде што децата ќе бидат згрижени, ќе има вработување за логопеди, дефектолози, а додека родителите со соодветни образованија ќе бидат на своите работни места, воедно ќе ја подигнеме и атмосферата и се она што досега не беше направено ништо за македонците што живеат во Тетово. И ми ја прочитал програмата со консултација со мојата популација, со моето членство, пошто ние сме не партиска, не етничка, не расна, не бојна организација, и само исклучиво ги барам и се бориме за нашите права, инклузија, едукација, спуштени тротори рампи или многу попросто кажано, конвенцијата што е ратификувана 2011 година у парламентот на Република Македонија да се спроведе. Господин Љупчо и неговата партија имаше сенс и осет, кај што ние прочитавме, видовме дека негде таму се наоѓаме. Решивме да ја поддржиме Жана, пошто госпожа Жана многу пати досега, кога организираме активности, ни помагала, сме се дружиле, сме правеле муабет и сакав денеска да дојдам, да ги спочитувам, пошто ми беше мило, а и не само мене, и на мојата популација, дека некој се сетил конечно на нас да не стави негде, па меѓу првите борбени линии, меѓу другите проблеми што треба да се решава во директна ситуација во градот.